Така е. Имам чест и денеска да се дружам со вештите жени, секогаш на наше задоволство, првенствено во телевизија, а и на нашите гледачи. Секогаш кога ни гостуваат вештите жени, разговараме за сите оние нивни активности, надпревари кои што ги прават дружења пред се, а и нормално за семејните вредности. А кога сме веќе кај семејните вредности, тоа е масата која што ги собира целото семејство на едно место и секогаш некако преферираме да зборуваме за таа прекрасна маса, тие прекрасни маси кои што нели на преварите вие ги правите со ваша инспирација, но и оние маси кои што имаат интересни рецепти и декорации за кои што често знаеме да прокоментираме, нели, да дадеме идеја и на сите оние кои што не гледаат и сакаат, нели, да нешто придонесат што се несува до истите, односно до декорациите во своите домови за најразлични, нели, поводи, па и не мора да биде повод, нели, да биде едноставно семеен ручек. Добре ми дојдовте директно од Прилеп. Наистина ми е драго затоа што имаме не секојдневни услови во сообраќајот, посебно таму на Плетвар. Верувам успешно, нели, стигнавте и навистина ми е драго што ве имам по прв пат во нашата утринска. Да. И нас ни е драго што не поканивте. Ке почнеме од господјата Менче, која што прва прозбора и организатор, нели, во Прилеп главен, а и Леона која што е меѓу младите вешти жени, а? Да, токму така. Претходно пред да започне емисијата зборувавме и ја прашував која е она најмладата која што учествувала. Сега ми кажа дека имало досега само една помлада од мене, така што во Прилеп или генерално? Во Прилеп. Во Прилеп, да, во Прилеп. А колку години имаш, извини, можеби не сакаш да кажеш, ако сакаш? Не, зашто само што наполнив 24. Па добро, прилично млада. А веќе вешта. Да. Вештата жена во Прилеп се одржа никни на 14 минатата недела. И Леона е победник, е зеде титулата за Прилеп. Браво. И сега треба да се надпреварува на Републичкото во Тетово, кое што се одржи на 17 и 18 мај. На 17 се припрема таму храната, во петоко се на лице место и во саботата се оценува веќе да видиме од кој град ќе биде победник. Тоа ќе биде баш републичко од сите градови? Тоа е републичко од сите градови, да. Има и за Гран При, друга категорија, има и за млади вака. Многу категории имате и никако да ве пофатам. Значи, од секој гостување се трудам некако да го фатам редот, ама не можам со тоа Гран При, нели... Па, скоро сите градови поминаја, уште Крива Паланка сега ќе биде на 24-ти и после го чекаме финалето. Крива Паланка си е локално, како што било во Прилеп, така? И после си е финалето во Тетово. После финалето Тетово, одиме на 2 јуни пак во Крива Паланка, пошто кај нив лани на паричето со погачата, да, традиционалното, па се надеваме дека ќе падне и кај нас во Прилеп, од сите градови ги шетав, не само ние немаме уште париче земено. По добро се, кому е среќата, нели? Ама во секој случај вие сте си подготвени да го падне. Подготвени сме, да, за да ги причекаме како гости, тогаш треба да дојда кај нас во Прилеп сите. И се надеваме. И како организаторка, што вака ќе кажете, пошто се специфични домакинките во Прилеп? Има ли интерес за вешта жена генерално во Прилеп и околината, верувам, нели? Има интерес и во Прилеп, мада и во околината, во селските подрачки, а исто има многу голем интерес. Годинава имавме исто 2 надпреварувачки. Едната беше од Кривогаштани, едната беше од Коњари, така не изненадија, баш не изненадија, добри беа и се надевам дека ќе има и понатак и други. Да. Што се несува до она што би го издвоиле како специфично во ова ваше последно издание организирано во Прилеп како организатор, што би издвоиле некоја, да речеме, маса по специјална, специјална масата беше од Леона, значи нешто ново покажа. Со течен желатин, така имаше морско дно, ај таа ќе си каже за незината маса. А инаку беат сите добри маси, меѓутоа незината делеше и така затоа излезе на површина. Така е. Прво, значи Леона, прво оно што ме интересира е вака млада, а веќе дел од вештите жени. Рековме, традиција која што треба да се чува, нели, посебно приготвувањето на храната. Не секој во денешно време има време или желба, нели, да подготвува, да декорира и така натаму, но во секој случај добро е што имаме, нели, нова генерација. Од каде љубовта, од кога почне љубовта кон приготвување на рецепти, храна, од кога се занимаваш, кој ти ја внесе таа љубов, со кого се
советуваш нели за нови рецепти? Морам да кажам прво дека фамилиарно ние сите готвиме дома, значи љубители сме така на нови специјалитети, да пробуваме нови јадења, и мајка ми, татко ми, но и сестра ми еве во последно време, иако е помала од мене, гледам дека се интересира. За дома или имате со тоа имате некој бизнис? Прво почнавме за дома, а јас од минатата година почнав и собствен бизнис. Еве можам да кажам, се уште работам од дома со торти, колачи и кетеринг. Тоа го започнав јас, предходно никој не се занимавал професионално. Помагаат овие по дома? Помага, да, но главната работа е секогаш на мене. Сега, така што кога живеете во средина каде што постојано се готви, сето тоа ви е познато, така што некако природно ми дојде да се занимавам со ова, плюс цел живот имам некакви афинитети кон уметноста и затоа овие работи не ми се тешки да се занимавам. Многу велат, нели, треба многу нерви, треба живци да се има за сето тоа, но мене ме опушта. Што би рекло, благото. Да, го преферираш. Па, благото, да. Изработувам и кетеринг, но повеќе секојдневно имам нарачки на торти и на сладки, посебно сега еве пред Великден, затоа и нешто ви спремивме во великденски мотиви, да. Ја зборуваме и за се ова. Добро, и има ли млади во Прилеп кои што се занимаваат исто како и тебе со дали со нели приготвување на сладки, дали со нели те прашуваат за интерес за да се вклучат во Вешта жена. Знаеме во ова ново време што ги интересира младите и затоа те прашувам, нели? Како дел од нив. Така, можам да кажам дека сите за нешто на брзи, сите за нешто на семенца, ако може внутри булетот да се стави, да се изблендира. Брзински да се направи. Се помалку јас сретнувам кои што има вака, кои што толку многу се замараат како мене да направат некое покомплицирано јадење, се да се направи од почеток и сето тоа. Можам да замислам на некоја другарка кој речеш дека 9 јајца и 6 кори има тортава. Да, и дека ќе направи. Оние кои што ми се блиски другарки и сето тоа, често им кажувам дека не е толку тешко, дека некогаш ако сакаат можеме да го правиме и заедно. Нив им изгледа како премногу комплицирано, но доколку некој се заинтересира и види како оди целиот тој процес, ќе свати дека желбата е побитна. Малку треба да се има вештина, малку треба да се има осет, но желбата е она што најмногу ме тера мене, значи, може да најде. Значи, они се откажуваат пред време. Видиш, она се нуди да ви помогнам заедно. Вешти жени бараме вакви како Леона, мора да не наследа, мора да продолжи вештава жена, веќе трај. Кај нас во Прилеп веќе 20 години, годинава ми е 20 година. Јас сум од првата година кој почна во Прилеп, надпреварувачка, прва победа, на републичко прва победа, така да дојдов до некој степен сега да бидам организатор. Браво, и колку рековте 20 години се 20 година годинава, 2004 прв пат учествував. И вака кога ќе споредите порано и сега? Да. Порано беше за нас многу тешко, затоа што си ги измислувавме тортите. Нешто што си го замислиш, си црташ, па друг лист, па друг лист, па друг, да дојди до на финишо, и рецептите не беа толку достапни сега на интернет. А сега интернето, можеш одма да ја гледаш, да ја правиш. Види ти вешти, стари одма интернетот, фејсбукот. Да. Така, за младиве сега полесно. Ние малце помачно бевме вешти жени, ама не е страшно. Помачно да се најдат рецептите, но покомплицирани рецепти се правеле порано. Сега некако све сме во динамика, брзо све сме, ако може побрзо. Прилеп, пример, има традиција ручеко да биде манџа. Да. Манџа, ама сега не, сега е бурито. Не, ние дома ручекот не е манџа. Ако не е манџа, тогаш не е ручек. Не е ручек, да. Така, сега млади. Ама јас сега, пошто имам млада сопатничка денеска, па испадна да биде помладала јадењето. Па добре, не можеме за манџа да презентираме. Да. Добро, кога сме веќе кај ова што го имаме овде, интересно е и за око, а верувам и многу вкусно, ќе го дегустираме подоцна, да кажеме што е, зашто се работи, па може да нафрлиме некоја, нели, како совет идеја околу подготовката. Бидејќи се работи, само да појаснам за гледачите, знаат, они со вештите жени секогаш немаме време тука да приготвуваме, затоа што ова ќе треба од сабајле да почнеме од 5. Условите ги немаме, така што бидејќи се покомплицирани рецепти, секогаш готови ги презентираме и се задржуваме на некои моменти, нели, околу подготовката, рецептата и така натаму. Значи ова е солена торта составена од палачинки. Има во составот посебно има павлака, шунка,
има сирење или кашкавал, зависи што е со сирење, оти кашкавал нема толку сол. Да. Значи, се редат палачинките од фило од павлаката и така да тортава И се мачка од озгоре и после се декорира. Да, се декорира. Декоро може било како, мислам, внатре тој е составо со палачинките. Овие на најмладите гарантки им бидат Овие се, бурито лапни со голтни. пилешко. Буритото е со пилешко, исто така, пилешкото е направено од рецептите на интернетот, со сосој, и така маце помфрит, шири, доматчина и така. Пилешкото е сецкано? Да, сецкано е или некоја финта имате? Не, сецкано е и... Добро, и видите каква декорација, малте некако, нели, бурица, налик сладолед, но Да, во не, секој случај не може да привлечно се за аранжира, око. не може инаку да се Убаво аранжира. е, убаво е, Ана. И има тука корпички со руска салата. Тие се лиснато е корпата, а руската салата се знае, значи Јасно, стандард подготовка на руската салата. Колку нови, и ќе стигнеме до благото, само овде сакав да допрашам, колку се променија масите и рецептите од некогаш и сега во самите надпревари кои сте? Се променија. На што се дава акцент? Многу се променија зашто ние некогаш аранжиравме со месо, со сега годинава Леона со морски плодој, со морски плодој, да, имавме една маса со здрава храна. Имавме сега такви некои промени. Јас пример како на моја возраст, то го немам, значи видено и пробано и тие морски плодој и таа здрава храна, тоа друг начин на припрема младите има, меѓутоа сепак масите беа преубави. Значи се модернизирате, тоа сакав да прашам. Се менуваат и рецепти. Ние ги прашуваме, ни па шо е ова вака, како е ова вака, затоа што ние такви маси немавме припремано. Да. Меѓутоа убаво беше и во нашето време. Секој за своето време си има убајна. Јасно, но да не се забега што викаме во семките и во сепак вредностите и на масата вредностите, но и хранливите вредности на храната знаеме од каде се и како се приготвуваат. Барем ја така мислам. Дефинитивно. Секој различно, да не ме сватат погрешно гледачите. Еве го ова прекрасно аранжирано тортуле. Великденско, ова е зајаче, одлично. Да, зајачето кој што влегува во дрвото, ова го замислив да биде како трупецот, нели, на дрвото. И така изгледа, точно. Да, па се надевам. Претходно што имав правење на торта, тоа многу повеќе можеше да се долови, но сега бидејќи тука имаме момент на трева со цвеќиња, со јајциња, тоа малку се покри, но мене лично тоа ми е оној највпечатлив дел, иако еве зелено во боиве преовладуваат, сепак кората од дрвото ми е омилениот дел од целата торта. Одлично, да. И верувам највкусниот. Па дефинитивно да, тоа е правено од чоколадо, горе има малку шеќер во прав, измешан со малку млеко за да изгледа така. Инаку составот на тортата е чоколадно тесто, чоколаден фил, бел крем со Kinder Bueno чоколадца, измешан и така. Тоа е една навистина убава комбинација која што Ќе ја пробаме за кратко. Че малку па крај на емисијата. Обично секогаш после кујната едва чекаме да завршиме со емисијата, нели, за да дегустираме нормално, што е нормално. Да, затоа ви направивме убави јадења. Зборувајќи за инспирацијата денеска, нели, се е достапно на интернет, но се треба да се приспособи, нели, направи. Во кој дел, каде, како одлучуваш што да, нели, вметнеш како новитет, еве што се несува до вешти жени и оние маси, нели, кои што се приготвуваат како цели се како приказна, нели? Да. Од каде мора да има тема, приказна. Да, секоја се има своја тема. Како си ја црпиш инспирацијата или си се водиш по нешто, да речеме природа и твоите што може да очекуваат од тебе секогаш на твоја презентација? Разгледав нешто од претходните маси и забележав дека нема ништо во стилот на лето. Да. А во меѓувреме на интернет видов некои торти кои што минатата година беа доста популарни, кои што ги спомна и тетка Менче со желатин, кои што делуваат многу ефектно, бидејќи се гледа дното на морето, школките внатре, морските ѕвезди, сето тоа. Видов дека не е до толку многу тешко за правење, но изгледа навистина ефектно, навистина убаво за око. Тоа ми беше инспирација. Главното јадење ми беше сервирано во школка, отворена школка, која што исто така се јаде, ја направив јас, ја обоив.
И како што спомнавме, главното јадење беа полнети лигњи со спанајки павлака, ракчиња и школки. Значи ти беше таа со морското, И јас бев со морското, да. Што им направи таму? Да. Сето тоа беше сервирано врз лебни трошки за да има ефект на песок и така. Беше интересно. Да, дефинитивно интересно. Оно што не очекува, односно ве очекува вас, а ќе ни го раскажете кога ќе дојдете следниот пат, што е? Рековме државниот надпревар. Таму нема да те прашувам што ќе ти биде, нели, темата. Па темата е иста. Да чуваш, исто. Да, истата мора истата. Да, замислата, јас колку што сватив бидејќи прв пат учествуваме, сите оние најдобри маси кои што биле од секој град, да се представат сите на исто место и да се избере кој град најдобро се покажал таа година. Само што е, таму сега се припрема на лице место во Петоко и така да може да докажи дека таја ги прави. И сама припрема. Дека сама така. Вие сте цел надпревар таму. Да. Па да. Да, Петоко е Мастершеф во Македонија. наменет, Петоко ни е наменет за припрема, надпреварувачките припремат, ние повозрастните сме во жири комисија, мислам што сме организаторките. И шетаме по масите, гледаме како работа, што работа и после даваме оценки. А вие прво и за работа, како се даваат тие оценки? Баш тоа сакав да прашам, дали оценката може да влие на вкусот повеќе, дали на око, дали на работа, на што, како распоредува? Се остава во едно тањирче од храната што ја приготвува, се остава за вкус да се добија на главното јадење. Како жири комисијата седа проба, седа изеде. Па добро. По едно жалче од сите. Се шегувам малку. Да. Да, што е пресудно да речеме? Односно, колку процентуално има оценката од подготовката, декорацијата и вкусот? Што највеќе има значение? Секој од тие има башка оценка, значи башка се оценува вкус, башка. Но веројатно збирот да, после збирот дава. Затоа ме интересира дали сите имаат исто процентуално делуваат во смисла не, сега пример, може ако имаш за тортата 7-ка, па имаш за вкус на главно јадење 9-ка, може да било убаво. Но значи од сите имаат еднакво значење. Во смисла Леона ако сега на лице од 7 до 10 место не се погоди декорацијата ради X фактор, нели? На вкусот е одличен и вештината за подготовка, дефинитивно ако има до колку се оценки? До 10? Две десетки и една седмица дефинитивно ќе... Дефинитивно, да, ќе влија и тоа. Ќе влија и да. Добро. Јас тука ќе ви се заблагодарам. Навистина ми беше чест и драго што првенствено дојдовте дели од Прилеп, имавте навистина долг пат и патешествие по пат. Ќе посекам среќен пат. Многу успеси. Посебно тебе, нели, затоа што ова ти е и бизнис и нели нешто што професионално веќе почнеш да се занимаваш. Издржи ги сите предизвици во државава и нормално остани си и верувам дека ќе успееш во оние планови, нели, веројатно во поголема сладкарница или нели фабрика за благо и така. Ако треба ќе вработиме ние, јас имам сладкарница, се собравме ние на купи. Па именно целта на вештите жени е тоа, нели, покрај дружењето и комуникацијата и размена на искуства и помош во оној дел, нели, доколку некоја почне со бизнес. Одлично ви се тоа. Само уште нешто да напоменам на крајот, бидејќи спомнавте за размена на искуства. Гледачите кои што сакаат можат да ме заследат на Малина Кетеринг на Facebook и Малина Sweet House на Instagram. Да, кога веќе дојдовме да си направиме и една реклама тука. Новите како тоа знаат да го направат. Да, јас заради тоа дојдов. Малина Кетеринг? Да. Малина Кетеринг и Малина Sweet House на Instagram, а Малина Кетеринг на Facebook. Таму можеме да ги видиме сите оние рецепти кои што ти си ги правила. Се што си изработувам, се што правам на рачките. Да. И малку да се информираат плюс ако да прашаат. Доколку сакаат да прашаат, да, јас сум спремна да одговорам на секое прашање. Некои ми велат зошто ги споделуваш рецептите доколку некој те праша. Зошто да не, мислам, нека прави секој доколку сака. Пачне кај она. Да. Оди направи. Да. Рецептите се достапни, оди направи. Така е. Фала ви многу. Благодариме за поканата. Навистина ми беше драго и чест.